Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата 360 степени. Овој пат ја реализираме од зградата на Министерството за надворешни работи. Наш гостин е шефот на дипломатијата и портпарол на ДУИ Бујар Османи. Разговорот ќе го фокусираме на 3 пункта: домашната дебата за уставните измени, европскиот контекст и случувањата во ДУИ. Господин Османи, благодарам за овој интервју. Благодарам за поканата. Ќе почнем со прашање кое предпоставува одговор од двата капацитета во кои представив, и шеф на дипломатијата и представник на ДУИ. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски денувиве дава изјави во кои што вели дека партнерите во власта договараат редефинирање на државата. Ќе дозволите да цитирам дел од тие негови пораки. Вели: не се само уставните измени за исполнување на бугарскиот диктат на кој работи власта, туку една од идеите за која предупредуваме дека работата на создавање на бинационална држава на два народа, неколку заедници кои денес се споменуваат во уставот, и постојање на малцинства. Уште една реченица ќе цитирам: по евентуалното спроведување на уставните измени ќе остане уште да се исцрта граница и да се заврши со постоењето на Македонија, вели лидерот на ВМРО ДПМН. Има ли вакви разговори меѓу СДСМ и ДУИ? Видете, прво, ваквите изјави не се само разочарувачки, туку и се трагични. Бидејќи да мобилизирате целата енергија на омраза кон сограѓаните, кон албанците, кон останатите заедници, и сето тоа да го ставите во функција на вашата политичка кариера и на вашата политичка партија, е најнеодговорното нешто што може еден политичар да направи кон оваа држава. Така да гледат, овде таргет се повеќе македонците, можеби, не толку албанците. Бидејќи тие треба да се плашат. Мобилизирање така на таа енергија на нетолеранција, на омраза, на страв од другите, од сите околу нас, создавајќи теории на конспирација, бидејќи така веројатно го советуваат советниците кои што го следат јавното мислење. Има такви разговори или не? Апсолутно нема. Значи, ние создадовме таков модел на функционална мултиетничка демократија во оваа држава. Создадовме таков капитал и кредибилитет во однос на нашата улога во регионот како придонесувач за мир и стабилност, нашата улога на меѓународна сцена, и сите тоа ни го признаваат и ни го валоризираат единствено политичари кои што очигледно немаат идеи да нудат подобар живот за граѓаните, се враќаат на реторика од 90-тите години. Јас знам дека е дозволено кога се приближуваат изборите еве за една година. Меѓутоа, после рамковниот договор некако се воспоставија некои табуа, некои црвени линии кои што и најекстремните политичари не ги предизвикуваа, бидејќи знаеа дека не е дозволено таму да се иде. Очигледно, овој политичар нема чувство за тие граници кои што создаваат едно нормално функционирање, мултиетничко функционирање на оваа држава. ДУИ во оваа рамка е некако меѓу чеканото и наковалната. Сега од една страна се овие изјави на Мицковски, од друга страна се критиките базирани на информациите кои што доаѓаат од работната група која што работи на подготовка на уставните измени, за тоа дека темата за замена на уставната дефиниција 20% со албански јазик нема да биде на дневен ред на таа работна група, па од тука и критики на ваша адреса за изневерени очекувања и така натаму. Кај албанската заедница зборува? Има и кај албанската заедница, посебно помеѓу политичкото милие, има една спротивставеност на два концепти. Концепт на тие што се уште се гледаат како представници на една мала заедница која што постојано бара некои права од поголемата заедница, и концептот на тие што сметаат дека ние сме тука заедно и градиме заедничка држава која што сакаме да ја направиме просперитетна, безбедна, стабилна и така натаму. И затоа е некојаш оваа разлика помеѓу таквиот начин на однесување на политичарите од ДУИ, кои што гледаат една постратешка, поинаква перспектива, и тие кои што се уште во филмот на 90-тите и бараат одредени некакви права. Мислам дека прашањето на 20% е заеднички интерес на сите. Видете, да не беше 20%, пописот воопшто немаше да го забележиме дека е некаква си операција. Ке беше целосно статистичка операција. Никој немаше да се малтретира како се попишуваат овде, дали се вклучени сите или не, бидејќи ќе беше статистичка. Така да е во интерес и на македонците и на сите да се надмине оваа прашање на политизирање на пописниот процес. Меѓутоа, мојот став е тој: ако успееме да најдеме консензус, би било добро и во интерес на сите за преименување на 20%.
Ако не можеме, не би сакал да бидеме алиби за Мицковски компанија да ја спречи европската иднина на државата. Никогаш албанците не биле причина оваа држава да кочи на евроатлантскиот пат, не би сакале и во оваа критична точка кога земјата се наоѓа на крстопат. А оваа година ќе се реши дали ќе бидеме ние во првата група или во втората група. Формално иницијатива за замена 20% со албански јазик стигна и од дел од фракционерите во вашата партија, од Изет Меджити, од Мерита Коџаџику, Види, тоа е таа разлика меѓу двата концепта што ви зборувам. Концептот на тие што се гледаат како граѓани, политичари кои што заеднички ја управуваат оваа држава кон подобра иднина и тие што сметаат дека албанците треба да се искористат прво во некаква си политичка кампања и второ кои што уште се гледаат од позиција на малцинство кој што бара некоја концесија од мнозинството. Мислам дека тоа е прашање на менталитет на два концепта и тука се наоѓа таа разлика. Ние гледаме на овој процес многу ладнокрвно. Сметам дека е созреано времето за да се преименува, меѓутоа во ваков случај треба да имаме консензус. Ако немаме консензус, не би требало да сме причина за кочење на евроатлантскиот. Добро, на темата за состојбите во ДУИ ќе се вратиме и малку подоцна во овој разговор, да се вратиме на ова главната тема е евентуална промена на уставот заради внесување на бугарите во преамбулата и во други делови од нормативниот дел на уставот. За сега нема министра ни еден кредибилен релевантен сигнал дека може да се стигне до 80 гласа во парламентот. Може ли да се испостави дека до следните избори, ако бидат редовни некаде таму пред летото в година, ќе испадне дека имаме една изгубена година? Јас мислам дека прерано е да се направи објективна проценка дали имаме или немаме услови за уставни измени, затоа што не е се уште почната официјалната дебата, јавна дебата по однос на конкретните формулации. И тука мислам дека, ќе кажам личен став, дека доцнеме. И инсистирам тоа да се случи што побрзо. Да излезат формулациите. Мислам дека кога ќе ги прочитаат граѓаните точните формулации во уставот, ќе се деконструира целата пропаганда околу уставните измени. Ама зошто мислите дека формулацијата е проблем? Мислам дека реториката против уставни измени оди во насока на тоа дека самите уставни измени се бенигна работа, но дека тие може да отворат Пандорина кутија, еден нов циклус на нови барања од бугарска страна, нови уцени, нови блокади и дека затоа треба да се размисли како, кога, под кои околности евентуално би се влегло во таков процес. Значи, уставните измени само ја потврдуваат нашата позиција во однос со Република Бугарија. Ни го засилува нашиот кредибилитет пред светот и ги одзема сите аргументи на Република Бугарија или на одредени бугарски политичари во кампањата што се води против нас за газење на човекови права, која што е многу осетлива тема, посебно во европски контекст. Историската дебата која беше доминантна во дискурсот со Бугарија не поминуваше многу добро во европските земји, бидејќи сметаа дека е анахрона. Темата газење човекови права е многу осетлива тема и во Париз, и во Берлин, и во сите земји. Тука ние не смееме да правиме грешки. И затоа сметам дека со уставните измени прво ја зацврстуваме нашата теза дека зборуваме за една бугарска малцинска заедница во Република Северна Македонија, која што сакаме да гради добар однос со македонската мнозинска заедница. Тоа е основната наша теза во односите со Бугарија. И второ, ги одзимаме сите аргументи по однос на човековите права и тука нас не става во одлична позиција пред земјите. Но аргументите на противниците се дека останува преговарачката рамка, а во неа се вградени двата договора, можноста на Бугарија да блокира по таа основа. Не, и затоа... ама тие не се валидни аргументи, затоа што сме ги кажале од прв ден. Никогаш немало опција и во најдобрите предлози за преговарачка рамка, никогаш, кои што ние сме ги прифатиле, моите претходници ги аплаудирале, никогаш немало опција да ги нема двата договора спомнати. Наша обврска беше тие договори да не бидат во делот на патоказите
во кој што се бенчмарковите, така наречените скалила за отварање и затварање поглавја, туку во градењето на општиот впечаток за добрососедските односи. Да бидам попрецизен, преговорите се на споменувањето на протоколите, на записниците од меѓувладините седници со Бугарија, а во тие рамки работата на Историската комисија. Видете, во самиот договор е Историската комисија. Значи, што ме спомнат договорот? Тука е спомнат и членот 12, и Историската комисија во членот 8. Така да, во таа игра на зборови, воопшто не се додаваат или одземаат зборови. Ние, кога сме го подпишале договорот со Бугарија, ние сме превземале обврска во добра волја и да го имплементираме. Ако го гледате протоколот дава обврски само по однос на решенијата на Историската комисија, но не дава обврски на комисијата да има решение. Туку вели ја охрабруваме комисијата. И ова толку пати сме го разговарали. Ако веќе има решение од Историската комисија, тоа значи дека има наша волја, тогаш чуму да не ги имплементираме. Зошто да ги блокираме нашите решенија? А протоколот предвидува обврски откако комисијата ќе донесе решение, а не комисијата да ја натера да дава сега решение. Сме мај, некаков неформален рок што се брка е крајот на годината, ноември, декември, кога би требало да стане јасно дали Албанија ќе се издели од групата со Северна Македонија или Северна Македонија ќе продолжи заедно со Албанија натаму во пристапниот процес. Ако гледате дека нема услови во парламентот да се стигне во 2/3, размислувате ли, например, и за предвремени избори, можеби на есен? Вака, прво, очигледно заради геополитичкиот контекст се очекува нешто големо за Украина по однос на европската перспектива. Нема да може толку јасно по однос на НАТО, и ако имаме Вилнус самит во јули. Меѓутоа, во однос на европската перспектива има веќе такви обврски, такви намери на комисијата да отвара сериозна брза патека за Украина. На сите им е јасно дека Брисел не може да стигне до Киев без да помине низ Западен Балкан. Да отвори нова патека овде во текот на оваа година. И сега, затоа ни е клучно нас. Мислите дека новата влада во Бугарија беше само производ на желбата на политичките партии, туку на генерално сваќањето на контекстот дека е сериозен и е на крстосница. Така да ќе се отвори сериозна патека за Западен Балкан оваа година. Пред се потикнато и од таа потреба за Украина и руската агресија во Украина. Сега тука ќе биде прашањето, ние и ќе се расчистат две групи. Една група која што влегува во брзата патека, втора група која што чека подобар момент. Ние или ќе влеземе во групата со Србија, Црна Гора, Албанија, или ќе останеме во групата со Босна, Херцеговина и Косово, кои што имаат се уште отворени прашања. Таа аргументација не стигнува до нашата опозиција и до нејзините поддржувачи, бидејќи, да бидеме искрени, многу пати досега граѓаните на оваа земја беа изневерени и разочарани од Европската унија. Зошто сега би верувале дека ако се направат уставните измени, навистина ќе има брза патека? Многу слушавме за брзи патеки во изминатите години. Тоа го докажуваме врз основа на емпирија. Во Европската унија вратата се отвара периодично, во одредени геополитички моменти. Таа голема железна врата се отвара периодично, не се отвара како една земја се подготвува. Влегуваат тие што на моментот се подготвени. Овој процес не бил лесен за ниту една држава. Ние создаваме конспирации дека овој е за нас направен да биде тежок. Да, бидејќи беше специфичен поради билатералните пречки кои што ги имавме, но генерално е тежок за сите држави. Ние немаме алтернатива од тој процес. Така да, ако сите проценки, најкредибилни од Европската унија, кажуваа дека ќе има брза патека за Западен Балкан и има сериозна шанса првата група на земји да влезе во Европската унија, наша ќе биде историската одлука дали влегуваме. Исто имаше скептицизам за НАТО. Кој веруваше дека ние ќе влеземе во НАТО? Никој. Меѓутоа, со таа упорност, со таа убеденост дека таму беше јасно, прашањето за името беше единствената пречка, јасно на самит утврдено како критериум. Но ако не гледате дека не убедувате опозицијата, ќе ве вратам пак на едно. Затоа што е заслепена поради власт. Има своји аргументи, но дали евентуално би разгледувале опција да одите на избори на есен? Мислам дека нема причина за избори
бидејќи изборите се веќе наредната година, која е логиката на 3-4 месеци порано? Ако таа калкулација ви вели дека можеби ќе стигнете до 2/3 и до промена на устав во ноември-декември. Сметам дека целиот фокус сега треба да го ставиме на комплетирање на процесот на уставни измени, посебно во овие нови услови, нова влада во Република Бугарија, овој геополитички контекст за кој што зборувам, за да можеме оваа година ние да го отвориме првиот кластер. Кога ќе го отвориме првиот кластер, после е само прав пат, ќе има, се разбира, пречки по патот, но нема враќање назад од процесот. Сега до таму има уште многу работа, меѓу другото и во билатералните односи со Бугарија ние ги споменуваме само уставните промени, но факт е дека со вториот протокол се преземени и други обврски. Зошто за тие теми не се разговара во нашата јавност? Не се преземени обврски различни од тие што се преземени од првиот протокол по однос на историската комисија и така. Не, например, пред се мислам на легислатива за отворање на архивите на тајните служби, да речеме, тука има јасен рок, 1 година мислам дека ако средина на јули е подпишан протоколот, до средина на јули оваа година тука треба има, да се обезбеди. Видите, ако го видите протоколот, тој е поделен во две групи на обврски. Групи на обврски пред втората меѓувладина конференција и групи на обврски после. Така да многу обврски следат после втората меѓувладина комисија, но знаете дека ние работиме паралелно. Имам 4 Ова 1 година е по втората? Таква е, и бидејќи таков е насловот на групата обврски. Така се толкува, не од подпишувањето на протоколот. Од втората меѓувладина конференција. Но ние не оставаме гапови во случајот, имаме работни групи кои што бараат решенија, развиваат сценарија и за отварање на архивите и по однос на говор на омраза, за да кога ќе се создаде состојба да треба да се и реализираат тие обврски, да бидеме спремни во тие обврски. Но сега важно е фокусот на уставните измени, скринингот да тече како што треба, да стигнат првите извештаи, во основа на првите извештаи да се подготват патоказите, да има еден начелен договор дека патоказите се прифатливи, пред да се финализира и последниот чекор од уставот, за да може веднаш после уставните измени да го отвориме првиот кластер. Слушате критики на тема владење на право, борба против корупција и сродни теми на овие, кога се среќавате со вашите колеги од ДЕУ? Тоа што слушам е дека веќе леките на Европската комисија ќе бидат многу заострени. Фокусот ќе биде многу заострен, посебно во делот на реформските прашања. И доколку паралелно не работиме на испорака на реформи во делот на владење на правото, имплементација на законите во делот на владење на право, дека наредниот извештај ќе биде сериозно детализиран и зошто тогаш де факто тоа што на терен се случува овде е спротивно од ова министра? Оваа влада некако како да е во не знам ајде како да го наречам, некои го нарекуваат surviving mode 1 година до избори, како да пристапоте приграби што можеш во оваа 1 година. Мислам дека тоа само впечаток кој што веројатно и малце го бустираат опозицијата воопшто поради последна година од мандат, па сега обично се размрдуваат сите ресурси за да може да се создаде перцепција кај граѓаните. Мислам дека владата работи на зацртаниот план во делот на реформите. Тоа што треба веројатно поагресивно во овој период е во делот на имплементацијата на законските решенија. Се разбира, граѓаните кога ги гледаат различните нивоа на власт ги поистоветуваат со владата, бидејќи е нормално. Така веројатно и јас кога би гледал од страна и судството, и парламент, и влада би ги гледал како едно. Но сепак се тоа поделени одговорности во кои што секој треба да извршната власт сепак. Па не сум сигурен. Не сум сигурен, јас сум подолго време во овие процеси и не можам да кажам дека во овој период има некакво интензивирање или влошување на односот. Да, ама нема ни подобрување, меѓу другото тоа бе очекувањето од 2017 до денес. Што навистина се случи во Брисел за време на последниот совет за надворешни работи?
бевте таму министрите од Западен Балкан заедно со вашите европски колеги, после останокот бугарскиот министер за надворешни работи Кондов излезе со изјава дека сте му рекле од и последните изјави на премиерот Димитар Ковачевски на тема Бугарија се поврзани со конкретни политичари, а не со политиките на Бугарија. Солиравте таму или? Обично на такви затворени состаноци не сум обично првиот што излегувам со објавување, ако можем да кажем, на тоа што се случува на затворени состаноци, но бидејќи колегата отворил таква дебата, веќе кажам. Значи, во својот говор, министерот за надворешни работи на Бугарија кажа дека имаме сериозен проблем со Северна Македонија заради тоа што не сметаат за руска политика, забрануваат наши граѓани да влезат и пратеници да влезат во Северна Македонија. И јас се почувствував должен тука да реплицирам, иако неговото обраќање беше после мојот говор, да повторно барам збор и да цитирам и парафразирам изјави на бугарски политичари, за да оставам самите колеги, министри на земјите членки, сами да заклучат дали им се слични тие изјави на некои други изјави во едни други региони. И бидејќи сметам дека и позицијата на премиерот и на владата кога констатира такво нешто е врз основа на тие изјави. А апсолутно ние не ја етикетираме целата бугарска политика како руска, бидејќи сме имале добра соработка во одредени периоди, се надеваме сега со новата бугарска влада повторно отвараме ново поглавје. Јас сметам дека еден од најголемите хендикепи во односите овие 2,5 години беше немањето политичка влада. Само уште малку на оваа тема. Кондов зборува за краток разговор со вас, не зборува за тоа на пленумот што сте зборувале. После репликата на пленумот ми приде да ме поздрави, да се запознаеме, тоа беа една минута разговор. Да, и он тој во изјавата се повикува на ова, вели, во тој краток разговор Османи ми рече дека тие изјави на Ковачевски се однесуваат на конкретни политичари, а не на политиката. Тоа е од пленумот, од тие мои реплики на пленумот во кој што јас ги цитирам, ги парафразирам, спомнувам како бугарски политичари доаѓаат со мапа на Република Бугарија во кој што Северна Македонија е дел од таа мапа и се разбира дека тоа создава вознемиреност и кај нас и кај граѓаните и од тука нормално е да има и такви впечатоци дека тие политики личат често на руската политика во Украина, но не мислам дека ниту премиерот смета дека целата политичка сцена во Бугарија е таква, бидејќи сум убеден дека тоа не е така. Веќе се повикавте на политичкиот договор на ГЕРБ и продолжуваме со промените Демократска Бугарија за формирање заедничка влада со ротацијски премиер. Рековте дека мислите дека тоа може да биде вовед во малку подобри односи Бугарија-Северна Македонија. Меѓутоа, да речам, искуството е различно. Владите на ГЕРБ не беа баш толку благонаклони во билатералата. Владата на продолжуваме со промените, да, имаше можеби поинаков пристап. Видете, јас имам едно убедување, независно од динамиките во Република Бугарија, дека со луѓето кои што имаат политичка одговорност, превземено политичка одговорност пред граѓаните, многу полесно се разговара, се договара и се превземаат обврски, отколку со луѓе кои што не добиле таков политички мандат или одговорност, а за жал имаше такви луѓе кои што го водеа овој процес во Република Бугарија, кои што никогаш ни добиле мандат од граѓаните, ниту пак имаат некаква политичка обврска пред граѓаните. И затоа сметам дека политичка влада, односно недостаток на политичка влада беше еден од факторите за едни тешки односи со Република Бугарија во овој период и ова е мое искуство. Ова не е наука, како да кажам, туку е мој впечаток од овие 2,5 години. Се знаете со Марија Габриел, која што ќе биде нова шефица на дипломатијата? Како комесар, да, меѓутоа немаме некои лични. Имате некакви први впечатоци за неа? Уште еднаш ќе кажам, луѓето кои што имаат политички мандат имаат подруг поглед и по однос на односите во регионот и по однос на добрососедските и билатералните односи. Таков е мојот впечаток, се надевам
нема да грешам, и тоа независно која политичка партија. Луѓето со политички мандат имаат поинаков поглед од луѓето кои што име само работна задача прашањето со Република Северна Македонија. Малку за состојбите во ДУИ. Вие сте портпарол на ДУИ, бевте назначен за координатор за ЧАИР, при легално избран шеф на огранокот таму. Превирањата во партијата не запираат. Сега фракционерите ја отфрлаат таа теза која што доаѓа од актуелното раководство за тоа дека се само исклучиле со напуштањето на тој состанок на 1 април и велат, ќе се обидам да цитирам еден од нив, ако сте мажи, тогаш иницирајте процедури преку органите на партијата. Зошто сметате дека се само исклучиле со тоа што напуштиле еден состанок? Значи, прекршувањето на статутот во сите политички партии носи одредена одговорност и одредени одлуки. А при тоа на прекршување на статутот мислите на? Па на голем број. Еве, од одлука за коалицирање со друга политичка партија без дозвола од Централниот совет на партијата, од председателството, од председателот. Нели, коалицијата со Данела Арсовска е направена без согласност на партијата. И тоа е големо прекршување, кое што не се дозволува во ниту една политичка партија, па дури организација од било кој тип. Меѓутоа, заради тоа што Ахмети е човек кој што обединува и кој што никогаш лесно не донел одлуки за оддалечување на луѓе, не носеше одлука за одговорност кон тие што го прекршиле статусот. Луѓе што јавно го негираат или па го критикуваат ги критикуваат стратешките програмски определби на партијата. Премиер, албанец, зелена агенда, останати прашања кои што партијата со унанимност ги има донесено како стратешки одлуки и потоа јавно ги критикуваат. Дозволено е внатре во органите да имате било каков став. Меѓутоа, кога веќе излегувате јавно, кажувате ставови по однос на партијата, бидејќи знаете што се случува? Јас како портпарол во председателството знам да имам одреден друг став по однос на тоа што се разговара во председателството. Кога мнозинството утврдува една политика, јас како портпарол ја промовирам таа политика јавно пред граѓаните. И тоа е нормално функционирање. Во овој случај Ахмети не носеше таква одлука. Се додека они не решија сами да ја напуштат, да го напуштат председателството. Ама состанок напуштиле, не председателството. Тие велат дека не ги напуштиле органите на партијата, не ја напуштиле партијата. Не би се сложил, треба да, ако сте внатре на состанокот, ќе добиете друг впечаток што всушност се случи. Ама еве барем од изјавите сега велат дека ние сме дел од ДУИ се уште. Партијата само констатираше дека 5 члена на председателството го напуштија председателството и го констатираше како факт тој чин и сега понатаму продолжуваат другите. Меѓутоа, во однос на причините, мислам дека статутарни прекршувања, еве, проверете, читајте статут на било која политичка партија. За вас Изет Меджити е член на ДУИ? На ДУИ, да. Меѓутоа, на председателството има констатирано партијата дека го имаат напуштено тој орган. А не ли треба низ друга процедура да се направи евентуалното разрешување од членство во председателството? Значи, председателството има констатирано тој факт. Во случај кога е само напуштање, мислам дека тоа само се верификува. Но не мислам дека има проблеми тоа да се дополнително верификува и во други органи. Дел од обвинувањата се дека министрите на ДУИ најголем дел од времето трошат на оцрнување на таа, да кажам, група фракционери и на убедување на Ахмети да ги исклучи, меѓу другото, ова што го споменувате. Видете, ние сме луѓе и за нас е денот 24 часа. Гледате колку сме активни и ангажирани од било кој аспект. Дали јас во надворешната политика, дали Крешник во економија, не верувам дека имаме време ние да размислуваме за други прашања како што е оцрнување, да имаме време да се занимаваме со некого индивидуално, бидејќи таква е динамиката овде.
Јас во последните 30 дена, 2 дена сум бил во Скопје, затоа што цело време сум надвор. Така да немате и физички немате можност. Добро, имате структури кои што на некој начин така да не верувам се дека тоа не е точно. Тука има едно, јас мислам дека има погрешна стратешка поставеност на колегите, еве да ги кажам колеги од партијата, со дел од нив и комуницирам и тоа им го кажувам, дека имаат направено погрешна политичка процедура. Одредивте точен датум за изборите во Чаир, за огранокот? Значи, сега ќе има, бидејќи спомнавте дека сум координатор, значи јас бев координатор за тој период кога требаше да се активира структурата, бидејќи имаше еден впечаток дека во Чаир не може да се функционира поради доминантното влијание и така натаму, и тогаш имав една задача да можеме да го организираме големиот настан што се случи во Чаир со илјадници присутни, настаните во местните комитети, така се нарекуваат во другите партии, кај нас е поинаку, меѓутоа тоа е преводот во моментот, за да сега веќе почнува формално избори партиски во Чаир и ќе се избере координатор, што значи шеф на изборната комисија во Чаир, и ќе се пријават кандидати, ќе се регистрира членството и по принципот еден член, еден глас ќе се избере. А председател на огранокот? Значи ќе се избере председател на огранокот на избори. Прво, мислам дека наредните денови, можеби утре или овие денови што доаѓаат, да избереме шеф на изборна комисија за Чаир, односно ние го нарекуваме координатор, за да почне со регистрирање на членството, да ги собере кандидатурите, апликациите и по принципот еден член, еден глас ќе има избор на ново политичко руководство. Ако Изет Меджити се кандидира? Па тоа треба изборната комисија да процени дали може тие што ги прекршиле основните стратешки статутарни определби на партијата може да преземаат политичка одговорност. Навистина не можам да кажам бидејќи не сме го разговарале. Може да потврдите дека фаворит на раководството е Беким Незири? Ќе има изборен процес. Така да ќе се пријават кандидати, тој што ќе ја добие поддршката на членството, бидејќи ако има фаворит, тогаш ќе му потреба за избори. Добро, толку. Благодарам што бевте дел од 360. Благодарам и на вас.